Градоначалникот на општина Могила Стево Пивковски, заедно со Советот на општината, традиционално пред новогодишните празници, го имаа својот отчет пред жителите на оваа општина. Градоначалникот ги презентираше реализираните проекти во оваа 2015 година, а исто така, пред жителите го представи и буџетот за 2016 година на општината и проектите кои се планирани да се реализираат со обезбедените финансиски средства од овој буџет. Имавме, би рекол, прилично на почетокот лоша година со она што се случуваше со поплавите, потоа не следеше еден добар период каде што општина, рурална средина, каде што се занимаваат луѓе со земеделие, со закаснување се направија сите оние работи неопходни во земеделието. На крајот имавме успешна берекетна година, каде што на крајот од годината сумирано и земеделците се задоволни од 2015 година и ние како локална самоуправа, кога се нашите граѓани задоволни, и ние ќе бидеме последни позадоволни, затоа што тоа е начинот за успешност и развој на просперитетот на општина Могила. Градоначалникот Пивковски посочи дека во 2015 година беа целосно завршени проектите кои со реализација започна во 2014. Секогаш руралните општини мечтаат околу инфраструктурата, чиста вода за пиење. Секогаш кажувам дека граѓаните на општина Могила не бараат премногу, го бараат она основно кој што следователно треба да го поседуваат за сопствениот живот и развој во нашите села. Направивме проектна документација за сите населени места во општина Могила, комплетна патна инфраструктура, улици во сите населени места, два проекти за два манастирски комплекси кои што се од големо значење за развојот на културата во општина Могила. Тоа се манастирите Свети Кирил и Методи во Лоздани и Свети Јован Крстител во село Беранци. За наредната 2016 година добиени се проекти наменети за повеќе населени места во оваа општина. Поврзување на регионалниот пат од Добрушево до село Мусинце во должина од 4 км и добивме проект за поврзување на регионалниот пат Вашерејца Бучин до самото населено место Свето Тодори. Тоа е помош од Агенцијата за финансиска поддршка во земеделието и развојот. И мислам дека 2016 на почеток после божичните празници, дотолку овозможат временските прилики, ќе почнеме со изградба на овие објекти. Градоначалникот на крај на присутните им посака среќни новогодишни и божикни празници и поуспешна 2016 година.